Откако 5 месеци заедно со своите сопартици протежираше амбиент во кој се правеа проби за најголемиот развод во македонската историја, па дури и со реални сцени на брутално семено насилство, кое требаше да послужи како оправдание. Скопскиот матичар се загрижи дека веќе никој нема да влегува во сериозна врска со никого, а камоли да стане член на клубот. Нема да може да се склучуваат и бракови во државата, значи тоа може да се случи. Во таква ситуација, кога секој се откажува од секого, почнуваат да се расчистуваат сметките меѓу партнерите. Во парницата секогаш добива посилниот па скапата лимузина, тој си ја задржа за себе, а пожарот што го предизвика кога во време на безпарица за него потроши 26.000 евра, се обиде да го згасне со пред камери предавање на оставината, наследена од другарот Тито. На општина Чешиново Облешево без надокнада им го отстапивме противпожарното возило, марка ТАМ. Подраматично е кога се чисти пари во прашање, оние што биле во платонска љубов и стапиле во брак, благодарејќи на чиста математика, сега се исправени пред дилемата. Дали откако ќе раскрстат ќе им биде вратена барем инвестицијата, без да си го постават прашањето, дали некој воопшто ги терал да стимулираат таква нездрава релација. Јас си го купив моето работно место 3000 евра. Работам во градски сообраќај. 3000 евра како шофер јас го купив. Го платив работното место. Како сега кој ќе дојде СДС на власт, мене ќе ми избрка. Кој ќе ми ги врати мене тие 3000 евра пари? А? Дали некој ќе се најди рамаш да ми ги врати мене тие 3000 евра? Никој навистина не може да одговори на оваа дилема, иако има професионалци и експерти кои прецизно лоцираат како би требало да изгледа вистинскиот маж, кој треба да ја преземе одговорноста и за браковите, и за разводите, и за подмитувањата, и за вработувањата. Доволно е секој да се погледне во огледалото и да види и кој е и од каде е виновникот. Ако види лик на човек бел, со руси коси, сини очи, па те знаат каде. Погледнете ги Хомеровите еповите на Виргилија, на Овидиј и Насон, записите на Херосал, сите јунаци антички со руси коси, сини очи, бел те. Нема ни еден дојден од субсахарските. Не случајно Ахил го играше Бред Пит. Така, точно го представиле, знаат дека е русокос. Иако расте бројот на оние што не се би сакале да бидат руси, сепак благодарејќи на оваа сугестија се отвара квалитетна трага, оти купувањето љубов е привилегија само на оние што се на власт. Па без друго, се прецизира кој работел на случајот и тоа без користење на предбрачно советувалиште. Ја не сум прекусавот работен. Јас го купив работното место. Од ВМРО го купив, од представник на ВМРО го купив работното место. Штом вака направената трансакција не поминала ни системот, туку одела преку нечија лична сметка или низ партиската каса, нормално е да се очекува некој да подметне грб и на своите плеки да го преземе товарот на услужната дејност, која наместо љубов ја пружале членовите на поширокото и на потесното семејство. He will have tough time and probably, I mean, it depends now if he has time to leave the country. Or not. И на крајот, дека чукнал часот, финалната порака да се палат моторите, не доаѓа само од странските, туку и од внатрешните служби. А на ВМРО ќе го сменеме Никола Груски на ВМРО ДПМН. Ќе го ставиме Ѓорги Иванов да биде и председател на Република Македонија и се. И сакаме да кажеме Македонија многу јака ќе биде, нема да сменем името, знамето, ќе си биде Република Македонија. Ако спасот за Македонија мнозина го гледаат таму, тогаш за летот на оној на кому му е тешко, треба да се бара карта повеќе.